пратеници, амандманот се однесува на законот за царинска управа, кој всушност е предложен заради едно единствено објаснување на колегите предлагачи дека вака се интервенира во поголема ефикасност во царината. За поголема ефикасност на царината со трет директор колега Бојан Стојановски. Најстрашното е што ни ти не веруваш на овие работи. Абе, најстрашно е што ти не веруваш во овие работи. Значи, збориме за ефикасност, уведувате 3 директори за да си ги испопикате вашите функционери на директорски места и вие на нас ќе ни продавате морални дилеми? Или ќе ни зборувате за трошење на народни пари? Јас овде имам право да правам филибастер и ќе дојдеме за тој филибастер, ама да не се правиме луди. Ова е конкретно за третиот директор на ЗНАМ за да се задоволи вашата коалиција. Како можете, вие сте интелектуалец, зарем не разбирате поентата на демократијата и опозицијата во демократијата. И плюс колешке Давина Стојановска, вие имавте активна блокада во минатиот мандат. И јас тука мислам дека направивте нешто доблесно, иако не отидовте до крај. И всушност доблест е да се покаже блокада на расипнички политики. Вие тоа најдобро го знаете. Вие учествувате во пасивни, активни блокади, правевте блокади на семафори со луксузни автомобили. Значи, знаете како е опозиција да се постави во одбрана на вредности против расипничка власт. И ние тука тоа го правиме. Значи, нема ништо поголемо од тоа, нема ништо повеќе и колку да пробувате да ја вртите работата и да ги девалвирате нашите аргументи, работата на крајот на денот е затоа што вие сте сега функционери, ама затоа што партииве, нели, почитувани стари партии, нормално освен вие што сте овде 58, има уште многу усти да се нахранат, многу функции да се измислат, 5 нови министерства да се отворат, па на таа седница се лаже дека ќе се намалуваат директорите и сега пак да се воведат директорите. Тоа е работата, господине Бобан Карапеовски. Ви имате убава плата, сега требаше некој знам да доби убава плата. А ние на секој ваш ваков закон ние ќе го правиме ова. Затоа што тоа е целата поента. Луѓе, изгубивме, како? Изгубивме население. Изгубивме, абе дај жити се со аргументи, бе. Па ја имам плата пратеничка, ама тоа е целата поента. Ама поентата е пред граѓаните да покажеш дека знаеш да се поистоветиш со проблемите. Тоа е целата поента. Не е поентата се... Поентата е да покажеш дека тие што те гласале 500.000 луѓе, дека можеш да се поистоветиш со нивните проблеми. И на крајот на криштата, луѓе, драги, ако зборуваш за идеологија, пошто сум носел ваква мајца, сум левичар, вие сте либерали економски, зголемувате државен апарат, тоа значи дека сте вие клиентелисти, а не либерали. Тоа е целата проблемот. И всушност, во Европа, Македонија ја имате доведено по сите параметри на ниво на микродржава. Значи, ај што ништо не извезуваме, што се повеќе увезуваме, ај што корупцијата ни го изеде животот, ај што сите млади, и тука бе, ти си млад пратеник, зборуваше ли би минатиот мандат дека си селуваат млади? Па си селуваат, ама сега ќе видат дека највисокиот законодавен дом измислил 12 сат функција за некој таму од знам пошо е. Ете ја меритократијата на овој парламентарен систем. Абе, какви 3000 денари не ме завркавај? Ама ти мене ми продаваш, човече, морални дилеми. Воведувате трет директор, ветувавте намалување на државниот апарат, излажавте. Отворивте 5 нови министерства, тогаш излажавте дека идеме на заменици. Знаете што е најстрашното? Дојдовме до овој момент, пошто вие се правите дека ние немаме ни право на филибастер. Као ние, еве, шо правиме овде, срамота било Левица, шо прави? Левица прави доблесна работа. На расипничка влада треба да има активна опозиција, за разлика од, еве, навака нема друга опозиција, има левица опозиција. Па затоа што нема нормално, енергијата ви е концентрирана на левица. Левица правеле ова, левица правеле она. Левица блокира втор заменик на царина. Крај, тоа е тоа. И не може да дојдеме до овој резултат затоа што деловникот го сменивте сега за да не може да се прави уште гордо се зборува деловникот го сменивме.
Па тоа е нормална работа, бе. Ама го сменивте деловникот исто како што казнениот законник сите заедно го сменивте со ВМРО и СДС, па да нема се одговорност за функционери. За се овој шалабајзеров од знам која ќе направи криминал, ништо да не може да одговара. Затоа што криминалот не стига за функционерите. Криминалот не стига за функционерите. КЗ сменивте деловник. И сега што е работа овде, доведуваме директор и Левица отворено ChatGPT, па да, ChatGPT, ние правиме филибастер, па ли е толку? Да, апсолутно, брат. А ти отвараш директор, тоа е динамиката. Ја читам филибастерот. ChatGPT, ти отвараш директор, толку е просто. Готово, етеа вистината, етеа целата вистина. Циркус е тоа што функцијата на државата, ама ја по 10 пат ќе ти кажам, ние примаме пратенички плати. И ние примаме пратенички плати, ама земе ли патни трошоци? Земе ли ко тоа што вие го правите? Ајде бе да ги укинеме патните трошоци. Ајде да ги укинеме патните трошоци, еве дека граѓаните им ги трошиме парите, ајде да ги укинеме патните трошоци. Дали вие, господине Карапевски, кои сте загрижени за средствата на граѓаните, сте за да се прекинат практиките на патни трошоци и на апанажи за функционери кои се огрешиле од народот? Дали сте за тоа? Да, така. На Куково лето ќе ги укинете ви апанажите и патните трошоци. Пошто така си ги пуните джебовите. На крајот на денот, па бе 100 евра, па ти имаш 2000 евра плата, ама мораш патни трошоци да земеш, пошто не ти стига со 2000 евра. Целата работа. Јас мислам дека ситуацијава непотребно ескалираше. Ние скроз бевме парламентарни и очигледно беше од самиот момент, од самиот почеток беше јасно дека правиме филибастер. Значи правиме филибастер од почетокот, беше јасно. И ситуацијава ескалираше затоа што покрај тоа што е јасно што правиме, уместо да се помирите со ситуацијата дека опозицијата пробува нешто да блокира, влеговте тука у ВМРО-вски работи, влеговте. Што направивте? Тоа влеговте направивте. Проста работа. Па овие работи, бе. Па ова со дофрлањава, со вреѓањава. Цел врска нема. Цело време аргументираме ние. И тоа е најстрашното. Колеги, ве молам да се слушаме. Колеги, да се слушаме, ве молам. Продолжите си, колега. Продолжите, ве молам да се слушаме. Мајчка од 100 евра носиш продажа. Чека, полека. Не, гостив малце слушнам, ама немаше ни тек на мисла, нема врска. Значи, работата е што? Значи, луѓе, парламентарната демократија се развива со стотици години. Парламентарните демократии може да се оценат според параметрите кои се отсликуваат внатре. Моментално нашата парламентарна демократија ја гуши опозицијата и власта, иако е свесна дека деловникот ова го дозволува, не смее да се понаша како да тоа е вредносно точно, затоа што така се поставуваат антидемократски принципи. Пак ќе повторам, од самиот почеток беше јасно што правиме. Немојте, затоа што со ова вие допринесувате до антидемократски амбиент во општеството. Па вие имате повеќе одговорност од нас како опозиција. Во суштина, овој говор беше и за самиот крај на оваа представа која вие ја приредивте, а не ние, затоа што издржавте до крај до 12 навечер за да се отвори нов заменик директор, така да јас немам што да дополнам. Се надевам дека понатаму нема да ја гушите парламентарната дебата и легитимните инструменти на опозицијата. Ви благодарам.